Министерството за здравство и Министерството за социјална политика повеќе нема да бидат предводени од кадри на Влен. Со реконструкцијата на владата, министерот за здравство Азир Алиу повеќе нема да ја извршува оваа функција. Сепак, како што изјави, тоа не го безхрабрува да продолжи да придонесува за општеството. Рече дека ќе продолжи таму каде што ќе има потреба. Знаете дека јас сум универзитетски професор и цел живот имам 25 години кариера и во приватен и во високообразовни институции и како експерт во други проекти и надвори внатре во државата. Сега за сега сум концентриран како министер за здравство до моментот кога ќе има примопредавање. Од тој момент ќе бидете известени, бидејќи јас не планирам да се, тоа што реков, не планирам утре да се пензионирам и да шетам по државите надвори или по паркови, туку планирам да придонесам кон општеството. На местото на Алиу на чело на Министерството за здравство доаѓа Сашо Клековски, актуелен директор на Фондот за здравствено осигурување. На неговото место во фондот ќе биде назначен Златко Перински, досегашен министер за локална самоуправа, чија функција пак ќе ја презема Иван Стојковиќ, кој досега беше министер за односи меѓу заедниците. Уште едно име кое повеќе нема да биде дел од владиниот кабинет е Фатмир Лимани, кој веќе неколку месеци е разделен од Влен коалицијата што го предложи за министер за социјална политика, демографија и млади. Како и Алиу и Лимани вели дека нема да запре тука. Во подолга објава на Facebook напиша дека неговата мисија во служба на граѓаните продолжува без оглед на политичките предизвици. Маратонецот знае дека паузите служат само за да ја згасне жетта и да собере енергија за следната етапа. На местото на Лимани за министер за социјална политика доаѓа досегашниот заменик министер Ѓоко Велковски. Бидејќи Влен повеќе нема да раководи со овие два ресора, новите министерства што ќе ги предводи се Министерството за правда, Министерството за односи меѓу заедниците и Министерството за култура и туризам. Конечните имиња се уште се очекува да бидат утврдени. По дерисата përfundoi procesi i takimeve, bisedimeve dhe derisa sjellim vendimin përfundimtar, gjithçka që do të thoja çdo emër që do e përmendja, më shumë do dëmtonte procesin se sa që do i ndihmonte. Dihet cilët resore i menaxhon Vleni tani më, cilët resore do i menaxhojnë partnerët e koalicionit. Shumë shpejt do të dalim me emra të saktë të personave të cilët do të udhëheqin me ato dikasteret të cilët vetëm se më jemi të akorduar që të menaxhojmë. Ние сметаме дека во Министерството за правда сме го креирале вистинскиот пат, сме ја завршиле работата и согласно нашата програма на парламентарните избори прифативме нов предизвик, а тоа е Министерството за земјоделие, затоа што тоа беше една од нашите главни точки програмски опредбуди самоодржлива држава. Некој, ако смета дека Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство не е битно министерство, мислам дека се лаже. Се очекува знам да добие дополнителна функција заменик министер, но се уште не е утврдено во кој ресор. Од друга страна се очекува на владеачкото мнозинство да му се приклучи Демократската партија на турците, која има еден пратеник. Како што изјави премиерот Мицкоски, партијата ќе влезе во владата како дел од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. И понатаму нејзино учество во владата со еден представник, министер без портфолио. Така што владата го задржува истиот број на ресори, со тоа што ќе имаме двајца под председатели на владата помалку споредено со изминатиот 2-годишен период. За министер без ресор задолжен за стратегијата за вклучување на ромите на местото на Шабан Салиу доаѓа Ерџан Демир од комитетот на ВМРО ДПМН во Шуто Оризари. Премиерот соопшти дека ресорот за добро владење се укинува, а неговите надлежности директно ќе преминат под кабинетот на председателот на владата. Според најавите на Мицкоски, целиот процес на реконструкција на сите нивоа треба да биде завршен во текот на јули.